Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, мене ми е драго што денеска сабота раководството на СДСМ е на терен со граѓаните. Јас сум на источниот дел од нашата земја и драго ми е што денеска ќе сретнам со жителите овде во Штип, во Карбинци, во Беро. СДСМ секојдневно расте, СДСМ постојано се менува, се развива, се модернизира, се дигитализира за да уште подобро им служи на граѓаните и на државата, на татковината. Процесот на ажурирање на членството се одвива со одлично темпо и членовите се силно мотивирани. До овој момент, до сега околу 36.000 наши членови направиле ажурирање на своите податоци и го потврдиле членството во СДСМ во овие 3 недели. Процесот продолжува да трае до 25 февруари. Истовремено голема е заинтересираност на нови членови, на многу млади, кои секојдневно се приклучуваат кон Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кон најсилната, најразнолика, најмодерната и најдинамична политичка структура во државата. Граѓани кои решиле токму да се приклучат на СДСМ и да го дадат својот придонес. Најважно за нас, за СДСМ, се вредностите, визиите, политиките. Политиките кои значат напредок, прогрес, еднаквост, правда, социјална држава, ефикасно здравство, институции, повеќе пари кај граѓаните, повеќе инвестиции, капитални проекти, поголеми плати и пензии како што го реализираме, повеќе мерки и пари за фирмите, поголеми шанси за сите млади и подобар систем, ред, правда и поредок. Граѓаните препознаваат дека само со СДСМ може да продолжи напредокот, интеграцијата, да се обезбеди правда и развој на нашата држава. Затоа и овде во Истокот, но и во сите други региони на татковината, во сите општини, граѓаните се приклучуваат кон новиот СДСМ. Нашата партија е креатор и гарант на концептот едно општество за сите граѓани. Затоа во СДСМ пристапуваат и македонци, и албанци, но и турци, срби, роми, бошњаци. Затоа сме единствената партија која има организирано политичко делување во сите општини низ државата. Во секоја општина направивме општинска организација. СДСМ продолжува да работи уште поодговорно, уште попосветено за интересите на секој граѓанин на нашата татковина. Благодарам. Повелете со прашање. Опозицијата одговара за ново парламентарно мнозинство, кој е вашиот коментар на Ние сме најголемата, најразнолика, најмодерна политичка партија која што на 15 јануари ја доби целосната поддршка од граѓаните, од овде од македонскиот исток и од целата земја се прати пораката дека граѓаните застануваат за членството во НАТО, за Европската унија, за западниот концепт. Граѓаните застануваат за трансформација на општеството со нови европски вредности, со новите промени во сите сектори и сфери кои што ги имаме, за поголеми плати, поголеми пензии, крупни капитални проекти и инвестиции, и граѓаните изборот го направија пред само неколку месеци. Овде во Штип граѓаните и ВМРО ДПМН имаа можност и прилика да учествуваат на избори пред само два месеци. И нема крај на ретроградните, на политиките на затвореност, на политиките на омраза, на политиките со кои што сакат да ја вратат државата назад. ВМРО ДПМН пред се треба да се реорганизира, да се трансформира, да се модернизира, за да има позитивен пристап кај граѓаните, за да има коалициски капацитети, за да граѓаните препознаат нешто во нив. За сега ниту нудат луѓе, ниту нудат програма, ниту нудат проекти и се партија која што е заглавена во криминалот, во обвиненијата и сака да ја кочи земјата. Граѓаните јасно пратија пораката, парламентарното мнозинство е стабилно и како генерален секретар кој што координира и комуницира со целокупната коалиција, може да потврдам дека ја направивме најголемата историска коалиција, го имаме најголемиот капацитет. Код нас се приклучуваат срби, роми, бошњаци, албанци, македонци,
од сите етнички заедници, граѓаните еве и во овој процес даваат апсолутна поддршка на Социјалдемократскиот сојуз и додека ние сме отворени, транспарентни, додека ние чекориме многу напред, ВМРО-ДПМН остана заглавена во криминалот, во криминалните структури, командувана од Будимпешта, без програма, без идеја, без проекти, без луѓе. Но добро е да се реформира, добро е честните луѓе и таму да имат можност да дојдат до невисоките позиции во партијата, како што тоа ние го направивме во нашите редови, за да навистина има компетитивност, за да имаме конкуренција, за да разговараме за идеи, за проекти, како заедно да ја развиваме и заедно да ја мрднеме оваа земја напред. Навистина доаѓа времето во кое што многу работи треба да ги направиме заедно. Меѓутоа, она што го потврдува ВМРО-ДПМН е постојаните блокади. Блокада на реформи во судството, блокади на законот за јавно обвинителство, блокади на трансфер на предметите од специјалното јавно обвинителство во основните јавни обвинителства, блокади на правдата, блокади на пописот, но тоа не води никаде. Ни за ВМРО-ДПМН не води никаде за татковината. Затоа сите прогресивни сили се со СДСМ и затоа сме на терен со луѓето и со граѓаните.